Поштовани гледачи, добро утро. Во овие утрински муабети на Делчево 365. Еве, ќе направиме и денес мала прошетка низ нашиот град. Кој по вчерашниот дождлив ден, денес има и малку сонце. А сонцето по обичај значи поголема раздвиженост низ градот. Барем така изгледа утрово. И не е баш утро толку рано, да речеме, кога се снима ова видео е 10 часот 48 минути. Така да веќе длабоко луѓето се навлезени во работниот ден. Од оние некои информации кои утрово може да ги кажеме, да ги прочитаме или како и да е. Тоа се две информации барем вака за сега што пред малку ги објавивме на нашата веб страница. А тоа е најавата за бизнис форум во Делчево под мотото заедно да подадеме рака за развојот, настан кој ќе се одржи на 30 април годинава. Еве што вели информацијата за тој настан. Под мотото заедно да подадеме рака на развојот, општина Делчево организира бизнис форум кој представува платформа за обединување идеи, визии и можности за економски напредок на нашиот град Делчево. На бизнис форумот, покрај представници од бизнис секторот од Делчево и регионот, се очекува присуство на представници од централната власт и од македонско-бугарската стопанска комора. На форумот ќе се отворат теми за локалниот економски развој, инвестицијските можности на Делчево, за иновациите и дигитализацијата и партнерствата со соседни региони и потенцијалите за извоз на локални производи. Целта на организацијата на бизнис форумот е да се создаде простор за поврзување, размена на идеи и поттикнување на економскиот развој, но и да се овозможи диалог и соработка помеѓу бизнис заедницата, институциите и инвеститорите со цел напредување на економскиот развој и креирање нови деловни можности. Бизнис форумот, како што кажавме, ќе се одржи на 30 април четврток со почеток од 12 часот во салата на Спомен дом Асном. А деновиве во теке и пријавувањето за планинарскиот марш по повод 150 години од Разловечкото востание, насловен по вравиците на востаниците. Во чест на одбележувањето на 150 годишнината од Разловечкото востание, општина Делчево го организира традиционалниот планинарски марш по вравиците на востаниците. По тој повод општина Делчево ги поканува сите заинтересирани планинарски друштва, поединци и љубители на планинарењето и на природата, како и представници од институциите да земат учество на традиционалниот планинарски марш, со што ќе поминат една од планинарските маршрути кои ја поминувале разловечките востаници, промовирајќи ја идејата за слобода. Планинарската маршрута на планинарскиот марш е предвиден со релација од село Работилиште преку Брана Лоша на село Разловци до самото село Разловци и местноста Кала Џерџево и е во должина од 10 км и се цени како лесно рекреативна патека. Според планираната програма, зборното место на планинарите е паркингот на Спомен дом Асном во 7 часот на 19 мај, од каде ќе биде организиран превоз до село Работилиште. Сите заинтересирани учеството на маршот треба да го пријават наидоцна до 15.5.2026 година кај координаторот на маршот Љупчо Чучуковски, ПСК Голак Делчево. Телефон за контакт 070 605 137.
Тоа е и за оваа информација. И за ово утринско јавување, што би кажале друго, дека ќе ја повториме најавата за фудбалскиот надпревар Брегалница Малеш, кој ќе се одигра во недела на градскиот стадион во Делчево со почеток во 16 часот. Од вестите од регионот, Зегин е прогласена за компанија како најпосакуван работодавач во фармацевската индустрија, категорија аптеки. Пред над 350 присутни гости, бизнис лидери, професионалци и представници на дипломатскиот кор беа доделени наградите за најпосакуваните компании за вработување, избрани со гласови од јавноста. На настанот беа доделени и награди за најпосакувани работодавачи по индустрии, каде Зегин ја зема наградата за најпосакуван работодавач во категоријата аптеки. Наградата ја прими господја Христина Механџиска-Ѓорѓиевска, пособственичка на компанијата, која ја посвети наградата на сите вработени во компанијата, истакнувајќи дека мотото на Зегин од задоволен вработен до задоволен купувач е клучниот двигател кој ја води компанијата кон успешни резултати. Тоа е се за ова вклучување. Ви благодариме што нас следите.